Работата го создала човекот. Тогаш, дали човек без работа е помалку човек? Цивилизацијски има три начини на стекнување: богатство, пари и екзистенција. Понекогаш само гола. Првиот со работа, мачна или инспиративна, помалку или повеќе платен. Вториот со експлоатација на имоти или добра, сработени, наследени или запленети. И третиот со поддршка од друг, милосрдна или социјална помош од поединци или од државата. Во вториот и третиот случај не мора ништо да правиш. Едноставно, можеш цел живот да си седиш дома, отуѓен од другите луѓе, а парите некако ќе стасаат до тебе. Само во првиот случај, со работа, покрај пари добиваш и бесплатна комуникација, интеракција и социализација со исти како тебе. Честит сој кој живее од својот труд. А ако си лице со хендикеп, Вработувањето е клучен момент во осмислувањето на иднината кај секој човек, па вклучително посебно кај луѓето со хендикеп. Ми се јавуваат луѓе за вработување, но се со некои понуди кои што фаќаат фиктивна плата, враќање на дел од платата назад кај работодавецот, што мене во еден момент ме зачуди малку. За подоцна дознам дека постојат одредени бенефиции кога се работи за вработување на инвалидни лица во заштитни фирми и индивидуално. Јас имам завршено средно економско училиште и цел живот сум во потрага по работа. Не сакам да бидам социјален случај, сакам самата да работам и самата да заработувам. Потрагата по вработување нон-стоп трае. Понудата за работа на пазарот за лицата со посебни потреби е многу ограничена. До сега, кај што сум била отидена на разговор, тоа биле заштитни друштва, кои заштитни друштва не обезбедуваат минимум услови за вработување. Работев прво во заштитно друштво во Печатница, каде што беше, да ви кажам, работев таму 3 години. Во заштитно друштво имаше лице со хендикеп, ама тоа заштитно друштво се затвори заради што работодавецот го отвори заштитното друштво само колку да си има бенефит од 92 година завршив со студиите, веќе како не вработев, па после се вработив во едно заштитно предпријатие, али тоа пропадна. Мислам, имам едно лошо искуство, после 3 месеци не препусти. Не испусти сите вработи. Бевме 30 лица вработи, сите бевме лица со посебни потреби, али работа немаше воопшто. Заедницата на заштитни друштва на Македонија Заповим е асоцијација во која членуваат сите заштитни трговски друштва кои делуваат на територијата на Република Македонија. Основна задача на заедницата е да ги внатре во рамките на заштитните трговски друштва да ги усогласи поединечните интереси на вработените инвалидни и неинвалидни лица, за да они можат целосно да се интегрираат и во рамките на својата инвалидност да го дадат својот максимум, да бидат прифатени во работната средина и реализирајќи се во работната средина да може да се реализираат и надвор во општеството како корисни членови на заедницата. Кога станува збор за заштитните друштва, нели често пати тоа е ситуација во која што имаме многу пофалби, многу критики и така натаму, меѓутоа не може да кажеме дека тој концепт не дал резултати.
првичите дефинитивни резултати се сигурно видливи, затоа што сепак на одреден начин се успело да се вработат голем број на луѓе и да почувствуваат дека се, нели, тоа понаше го збориме, навистина се инклузирани, дека вредат нешто, дека без никакви проблеми ги солудуваат своите пречки и така натаму во работниот процес. Мислам, тие заштитни друштва воопшто да не постојат, затоа што не нудат никакви услови за работа. И дали може едно лице кој има навистина поголеми потреби од обичниот човек да излезе на крај со 5000 денари. Моето искуство со пријателки, со пријатели кои работат во заштитно друштво се разочарувачки, затоа што се дешава да работа по 9 месеци, работодавецот да ги подигне тие средства што државата му ги нуди на заштитната фирма, а после тоа ги испушта од работа. Кај работодавец, кај директор, ќе ти каже дека условите се супер, дека примањата ќе ти бидат во ред и ќе ти го каже, ќе работиш година дена да се инспекцираш, па после ќе ти накачам платата. Нема никаква врска, него он само може да ти спушти платата, да ти накачи нема. Имам работење во 3 заштитни друштва, во сите 3 заштитни друштва нема пристап за лица со хендикеп. Сите заштитни друштва што вели запечатки со таква работа, немало услови за работа, било многу прљаво, непристапно, неравно, имало и скали што лица со хендикеп не можат ни да се кажат. Проблемот е сложен и повеќеслоен. Постоечките решенија стимулираат вработување на ниско квалификувани кадри, на ниско платени работни места. Но сега сме 21 век, а во овој век нема достоинствено вработување без пристојно образование. Контекстот на вработување на лицата со инвалидност дефинитивно представува сериозен проблем, на кој што му се посветува сериозно внимание, особено владата на Република Македонија, навистина направи серија на мерки кои ги презима се во контекст да навистина овие лица бидат ангажирани, односно се почувствуваат како дефинитивно како корисни граѓани на оваа општествена заедница. А секако подкрепено со тоа да затоа што и на крајот кришата ние сме и во самиот устав декларирани како социјална држава. Во оваа смисла мора да напоменеме дека самиот закон за вработување лица мора да претрпи одредени промени за се, значи да створиме одредени предуслови. Во однос на лицата со хендикеп и во однос на лицата од загрозените категории, секако тие се наш приоритет во насока на зголемена поддршка на овие категории на граѓани на Република Македонија, кои што секоја година го на предлог на Министерството за труд и социјална политика го носи владата на Република Македонија, преку кој што план значителни средства се издвојуваат за годишна реализација, повеќе од 10 милиони евра за различните проекти, како што се само вработување, субвенционирање на вработување, обука кај познат работодавач, обуки за дефицитарни за занимања и така натаму. Во последниот период има редица мерки кои се направени и што е најважно не се само стратегии, туку се конкретни мерки кои што стигаат и до последниот човек со хендикеп без обзир каде и колку бил едуциран и колку бил рехабилитиран. Но има нешто што ми боде очи. Некоја мерка действува како противмерка на претходната. Најдобро да го илустрирам со пример. Додатокот за мобилност во висина од 7.000 денари. Гледајќи го индивидуално како мерка е супер. 7.000 денари за најтешките случаи на лица со хендикеп, значи со слепило и со 100% физички хендикеп, е нешто што е одлично. Но проблемот е што таа мерка не е врзана со обврска лицето да биде мобилно. Значи, да излези од дома, да работи, да бара работа, да биде активен или да волонтира некаде. И што прави тоа сега како проблем? Значи, ти дава можност да решиш да си земаш социјална помош или наследена пензија, да земаш туѓа нега од трето лице и плюс 7.000 денари, значи некаде од прилика меѓу 15 до 20 и кусур илјади денари, зависно од висината на пензија. Како човек со недостатно образование и со искуство, ти никогаш не можеш тие пари да ги земиш како плата. Затоа се решаваш да седиш дома. И што остана од мобилност? Конкретно е да кажеме за слепите лица.
Значи може да бидат добри физиотерапеути, добри музичари или да одат на некој да студираат јазици или право. Има и позитивни примери каде што се стварно тие лица вработени, каде што одат на работа, каде што се задоволни, каде што придонесуваат, се чувствуваат корисни пред се. Не само да има заштитени, туку да го опфати тоа како еден закон, секоја работна организација без разлика, дали па може да и од државните институции што се по 1-2% од инвалидите се вработат и не би имало проблеми. Мада ја мислам дека и свеста кај граѓаните и во општеството кај нас се во последни години на едно повисоко ниво. Порано, знаеш, некако не гледа под око, па чекај се, дали може или не може и, знаеш, така со некоја скепса се однесува кон нас. Во никој случај не смееме да дозволиме потребата или правата на лицата со посебни потреби да ги категоризираме или да ги гледаме како социјални права. Мора тие права ние да ги гледаме затоа што се тесно поврзани со човековите слободи и права. Ова е многу битно прашање, затоа што имам перцепција, јас како омбудсман на ова општество, а и нашите истражувања го покажуваат тоа, дека голем број на лица што работат во јавната администрација или во други установи што имаат јавни овластувања, не ги разликуваат овие работи. Предходно работев 11 години во козметичко студио во Капиштец. Таму ми дадоа отказ затоа што бев на боледување година и пол. После тоа барав работа. Прво не можев да најдам, многу тешко најдов. После тоа најдов кај Зелен пазар. И требаше да ме пријави газдарицата на договор на дело. Кога требаше јас да земам мене плата да ми даде на 10 јануари, тогаш мене ми кажува дека јас уствари сум била и одјавена и ми ја даде книшката. И после тоа правев муабет со Елена од синдикат и она ми предложи, вика, зашто не отвориш свој дуќан. Како резултат на големиот број на неправилности и неправди со кои што се соочуваме на пазарот на трудот, било да се работи за отворен или да се работи за наше вработување во заштитните фирми, во 2008 година се здруживме и го формиравме првиот независен синдикат на лица со хендикеп еднакост. Синдикат кој е поспецифичен за разлика од останатите синдикати, кој е организиран не гранковно, туку по суштина и по специфика, односно по состојба на хендикеп. Една од главните задачи на синдикатот е да ги едуцира работниците со хендикеп, да соработува со работодавачите како поефикасно да работат со работниците со хендикеп, но во исто време да ги воспоставува и регулира документите помеѓу работникот и работодавачите. Но, како и кај другите граѓани, работници, така и кај лицата со хендикеп, постојат работници и забушанти. Еден дел од нашите посочувања на граѓаните со хендикеп кои влегуваат во пазарот на трудот, без разлика како вид на хендикеп имаат, важно е нивната способност, нивните квалификации, нивните вештини. Тоа е она што го цени секој еден работодавач. На крајот на денот, на крајот на краиштата, секој еден сака добар и успешен работник. Во општественото договарање на работните односи има 3 столба или актери. Државата како гарант и регулатор, коморите како застапници на капиталот и синдикатите како застапници на правата на работниците. Но кога се работи за вработување на лицата со хендикеп, третиот столб недостасува и нормално системот е нестабилен. Намерата на законодавецот со постоечкиот закон за вработување на инвалидни лица е да го зголеми бројот на вработени лица со хендикеп, но и да потикне нивото на нивна социјализација во рамки на самите фирми. Воспротивно, тој може да донесе одредена мерка, одредена финансиска мерка, која што ќе распредели по страна, односно по самите лица, како фискална давачка, без да ја потикне под наводници нели дружбата и социјализацијата на овие лица, што е и суштината на самата конвенција за правата на лицата со хендикеп. Иако нашиот постоечки закон е спротивен на
добар дел од одредбите кои што ги прокламира и ги пропагира, како и духот на конвенцијата, сепак постоечкото решение ги подотвори вратите, овозможи одредена каква таква правна рамка за вработување на лицата со хендикеп. Во тој контекст самиот закон е поставен на начин на кој што овозможува на газдите на заштитните друштва да се богатат врз грбот на честниот труд на лицата со хендикеп, на работниците со хендикеп, од една страна, а од друга страна, кога на сето ова ќе се додаде слабиот систем за заштита кој што го пружа овој закон, ситуацијата, односно состојбата на лицата со хендикеп неверојатно се влошува. Откако дознав за законот за вработување на инвалидни лица, можев да направам една јасна разлика помеѓу тоа што значи да се едно лице да биде вработено во заштитна фирма и да се самовработи, при што го одбрав делот на самовработувањето и започнав да го решавам индивидуално. Тој беше тежок, исклучително тежок период на искушенија, на превирање внатре каква ќе биде и мојата иднина, и потоа се одлучив на самовработување преку законот за вработување на инвалидни лица, го формирав моето предпријатие. Се одлучив на тој чекор да отворам фирма, бидејќи во законот постои дека државата им помага на лицата со посебни потреби да добијат 5000 евра помош за фирмата за да може да обстанат да работат. Меѓутоа, и таму најдов на проблеми. Првите почетоци, кога сакаш да отвориш фирма, треба да одиш на комисија за да направат проценка дали си способен да работиш или не си способен. Тоа е едно такво малтретирање од шалтер до шалтер, што на крајот не можеш да обстанеш, не можеш да го малтретираш семејството, мораш фирмата да ја ставиш под стечај. При нашиот пристап и вклучување во општествените текови, еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме е нашето категоризирање. Односно, категоризирањето на лицата со хендикеп согласно нивната работна способност. За жал, во Република Македонија, кај нас, категоризацијата на лицата со хендикеп е целосно сведена на медицинскиот пристап. Односно, се оценува колку едно лице е здравствено неспособно, а не работно способно. Едно лице може да биде 100% здравствено неспособно, но во исто време да биде 150% работно способно. Например, да го земиме еден од големите умови и физичари на денешницава, Стивен Хокинг. Една работа е работната способност, која има потреба да има комисија, стручна, која ќе ја оцени. Ќе го оцени нивото на инвалидност. Кај сите лица, вклучително и кај лицата со посебни потреби. Но во никој случај не може и не е во ред таа комисија да ја преземе улогата на работодавеч и да одлучи дали одредено лице може да биде сега, ако зборуваме за јавна администрација, раководител на сектор или помошник на оделение, или советник, или заменик и така натаму. И еве видете, комисијата за определување на работи кои може да ги извршува инвалидно лице утврдила дека ја можам да бидам председател на Полио Плюс. А ја веќе 12 години сум председател. И уште замислете, комисијата нити ме видела и пишува лицето не е видено. Мислам дека сум единствен човек во Македонија кој што има вакво послуче за ваква јака функција. Ние го обжалавме тоа во Уставниот суд и кај Комисијата за заштита од дискриминација и тие се прогласија за ненадлежни. Оправданието беше дека сепак овај документ или таа комисија или мерка ќе ги заштити лицата со хендикеп. Не знам што мене ме заштитија лично. Може би беа намерите добри, ама како што се вели и патот до пеколот е поплочен со добри намери. Бев спремна на сите ризици што може да се сносуваат. Значи имало работа, немало работа. Не ми беше страв затоа што знам дека знам да работам, имам искуство, сакам да работам и дека ќе успеам. Никогаш не сум се покајала зашто сум отворила салон и било зашто. Мислам, навистина ми е.
убаво сакам да работам. Самина, студии für Roman Fokus на факултете за моден дизайн и магистирифан. Миналата 6 година. И сега си магистър по висока мода. Потом се врати в Скопие и по препоръка на професорката. И накрая се работи по приватна текстилна фирма. Работил там 1 година како модна креатор. Потом почнах да работам по другата фирмата како модела. Меѓу тоа, черпа ми беше там отворен своја Атини, каде што сега си научаме. Работам 3,5 години и сум задоволен од работата. Работев на една машина, таа беше донесена од Ниш. Многу ми беше тешка работата. Секој ден доаѓав во улје до лактови. Млад човек што треба да работи, си не се платите, дома не треба да плати своја вода, така ја работи, можеш ти да и понесеш трошковите. Што татко ми што зима 10.000, што те направиме? Ништо. И што можеш како дај да си бавиш цар, ти самиот. Порано земам тие како дават држава 3500 нешто за инвалидите. Почне, јас кога ги правим 25 години, не ми дава држава. Јас ги терам све документите, ги правим дека сум инвалид. Ама држава ми каже стоп. Не ти следува беше. Треба да бараш работа. И јас го барам работа на ова. И сега работим. Ние вработивме 4 вработени кои што имаат определен хендикеп. Меѓутоа во тој процес морам да кажам дека е особено битно тоа што самата работа подразбира дека независно дали работи лице кое што е со хендикеп или не, мора да биде работата, значи производот на крај, мора да биде завршен максимално прецизно, максимално професионално. Прекрасно се разбираме со вработените, за жал не на исти јазик. Они се обидуваат мене да ме научат на нивниот јазик, но сепак се разбираме со мимики, со покажување, со читање од уста, понекогаш со пишување, понекогаш со правење модели од тоа како би требало некој производ да изгледа. Они многу прецизно си ја работат работата, ги разбираат сите работи што ние ги разбираме, така да на крај повторно комуницираме на еден исти јазик во графиката и во печатењето. Они ги знаат сите нешта за графиката, за дел од тие нешта сме морале да посветиме време да им објасниме, да им укажеме, да им покажеме,
но кога еднаш они тоа ќе го совладаат, они се многу прецизни, многу правилно го работат тоа, многу професионално и грешките се, да кажам, како и да не се случуваат никогаш. Проблемот со јавната свест е паралелна на оваа приказна. Последното истражување за перцепцијата на јавноста кон ранливите групи покажува дека дури 30% од испитаниците не би сакале нивниот шеф или предпоставен да им биде лице со хендикеп. Повторно некако како да ги гетоизираме, како да ги сегрегираме во одредени друштва, полека концептот што дава резултати, за кои што државата одвојува сериозни средства, полека треба да се напушта, да се редимензионира. Тоа би значило дека нема причина да истите тие лица со без оглед на хендикеп, со својата преостаната работа способност, со одредена преквалификација и доквалификација, утре не бидат способени за одредена работа и едноставно не аплицираат најнормално како сите останати. Ние како влада и како министерство сме спремни целосно да пристапиме кон комплетна ревизија на целокупниот систем со кој што е организирано вработувањето на лицата со попреченост. Ревизијата би се одвивала пред се и во насока за подобрување и полесен пристап до вработувањето на лицата со попречености. Суштината на овој проект е токму тоа, ние ќе се вклучиме максимално во реализацијата на истиот и повторувам максимално отворени и подготвени за комуникација и корекција на се она кое што на било каков начин би се третирало како бариера во реализирањето на потребите и вклучувањето на лицата со попречености во секојдневниот живот. Ние напорно работиме, притискаме и ќе дадеме се од себе за одредбите кои што се во конвенцијата бидат преточени што е можно посоодветно и подостоинствено во нашето ново законодавство. Како дел од работната група за носење на овој нов закон за вработување на лица со хендикеп, Полио Плюс ќе инсистира лицата со хендикеп да бидат центарот на самото законодавство. Наместо тоа да бидат објекти како што беше до сега и да ги уживаат сите човекови права и основни слободи кои што се гарантираат, како со конвенцијата, така и со универзалната декларација за човекови права. Конечно, ние ќе се осигураме државата да ја види и финансиската корист која што лицата со хендикеп можат да придонесат оствари кон државата, како и сите други групи на луѓе, нели, кои што се во активен работен однос и кои што можат да заработат за да ги потрошат своите пари. Лицата со посебни потреби не треба да ги гледаш како посебна група. Па ајде на таа група и требаат социјални помошти и така натаму. Треба и тие се во истата група. Треба да ги гледаш во иста група со сите други граѓани и да им овозможиш да се чувствуваат дека и покрај тоа што се различни, дека се исти. Таа цел мора да ја постигнеме. Со вклучување на лицата со хендикеп во пазарот на трудот, од пасивни корисници на социјална помош, ги претвораме во активни чинители во општеството, кои креираат, произведуваат и создаваат благосостојба за сите. И ова не е прашање на избор или хуманост. Ова ни е императив. Затоа што Македонија е премногу мала за да може да се откаже од придонесот на секој нејзин граѓанин, па бил тој со хендикеп или не.